Përshëndetje të nderuar shikuesi, aku po ritakohemi sërish së bashku me gjurmët dhe ditën e sotme do t'ja dedikojmë një prej pjesëtarëve të planetit Tokë që është më punëtorja. Në fakt, nëse gjithë ne mund të krenohemi që bëjmë shumë punë, ajo epitetin punëtore e merr që nga dita e parë e jetës dhe deri në vdekje, bëhet fjalë për bletët. Do flasim në fakt për këtë botë, këtë pjesë të botëve të kafshëve dhe insekteve, cila jo shumë shpesh flitet, por në fakt është mjaft e rëndësishme dhe rëndësinë e saj ne do e diskutojmë sot. Bletarin si profesion, rëndësinë e produkteve të cilat vinë nga bletaria, por edhe atë se sa në fakt Maqedonia Veriut mbështet bletarët, mbështet punën e tyre dhe sa në fakt mund të mbjetohet me bletarin. Si është puna me bletët? Sa është e rëndë dhe sa është e vështirë, por edhe le të themi kështu dëbiprurse në aspekte jo vetëm monetare, por edhe në aspekte tjera. Për gjitha këto, me mua së bashku këtu në studio kemi një bletar, por e kemi edhe kryetarin e shoqatës së bletarëve Meden Istok. Së bashku me mua është Vancho Kiroski. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Јас пред малку само што кажав дека пчелите се тие што го добиваат през зимето, да викаме, работнички или пак вредни од првиот ден на животот па до смрт, а ние другите сите може да кажеме дека сме вредни, ама како пчелите не. Па добро, да, така е. Значи денешниот ден е 20 мај. Тој е ден, светски ден на пчелата. И мило ми што сум во ова студио да го прославиме денот и да го одбележиме. На иницијатива на Пчеларскиот сојуз на Словенија во Обединетите нации е донесена одлука да денешниот ден биде светски ден на пчелата, затоа што пчелата е многу важна во животот на човекот и во животот и за опстанокот на планетата, како што кажавте. Сакам да искористам приликата на сите пчелари во Македонија да го честитам денешниот празник, а на граѓаните да конзумираат пчелни производи за добро здравје и да и одржиме популацијата на пчелите во Македонија. Ние ќе збориме за многу детали за пчеларството и све друго, но дали на вистина го знаеме вредноста на пчелите и нивната секојдневна работа? Пчелата настанала 3 милиони години пред настанокот на човекот. Таа е многу важна и ќе биде секогаш важна. Настанала во тој период кога баш на просторот на Европа. Меѓутоа, со настанокот на леденото доба, пчелите живееле како единки. Биле посебни. Не биле во пчелни семејства. Но самата ситуација ги натерала тие да емигрираат од Европа во африканскиот континент и таму да се обединат и да сформираат колонии, да формираат семејства за да можат да ја заштитат енергијата своја, да може да се топлат и да можат да формираат нови улоги и нови работи во едното пчелно семејство. Значи, пчелата се прилагодува со текот на еволуцијата што биле на земјината топка. Ние треба да учиме од нив. Тие се прекрасни сушества, има добра организација во пчелните семејства и што е најважно, ние директно и индиректно зависиме од опстанокот на човештвото на земјината топка баш од пчелите. Колку години веќе работите со пчелите? Јас сум пчелар 33 години. Инаку по професија бев воено лице. Работев во Југословенската народна армија и во армијата на Република Македонија. За моја среќа на млади години се пензионирав и продолжив понатаму со работата. Инаку, како станав пчелар, тоа е... знаете, кога настана војните дејства во Југославија, во Карловац бев тогаш, и си поставував прашање зошто човекот едни војни дејства може да го помести скроз животот, да остане без екзистенција и сватив дека во животот секој човек треба да размислува да има секој пат резервна варијанта, посебно во работата. Чичко ми беше тогаш пчелар и за него сум вечно благодарен што ми даде првите чекори во пчеларството и ги набавив првите пчелни семејства со доаѓањето во Македонија и од тогаш почнав да се развивам како пчелар, да учам. Меѓутоа, мојот хендикеп беше тоа што тогаш немаше
немаше голема едукација. Учев од стари пчелари, од чечко ми, од стари пчелари кои има тој пристап и тој начин на работа со пчелите. Тој каде не се сосем поинаку, меѓутоа треба да се сакат пчелите и да се развива пчеларството. Колку беше тешко? Дали пред да почнете да работите, дали очекувавте дека толку тешка работа ќе биде или пак беше лесна како професија? Пчеларството е убава работа и јас сум благодарен на пчелите и на пчеларството. Меѓутоа, од самиот старт ми беше многу интересно и како хоби се е убаво додека пчеларството ви представува хоби. И тогаш не ви е терет, тогаш едва чекате да одите на пчелите, да видите нивната организација, да видите како работат, како се развиваат, како напредуваат, нивната хармонија, нивното зуење, на вас ви помага, на самата енергија, ви смирува, вие сте одлични. Меѓутоа, кога веќе ќе направите поголем број на пчелни семејства и кога тоа ќе ви преде во една обврска и професија, тогаш е стварно навистина тешко, али е сладко. Сладко пак. Да. Вие носите различни производи, ние ќе збориме за сите овие производи, но за да стигнеме до овие производи, за сите наши гледачи кои што можеби јадат мед, а и тие што не јадат производи од пчелите, како изгледа процесот на извадење на мед, па потоа да се стигне до сите овие различни производи? Во пчеларството подготовките се најважниот дел. 80% од пчеларството отпаѓа на подготовки, а тука спајат изработка на рамки, топење на восок, миење тегли, има доста обврски, жичење на рамки. Имате секојдневно треба да одите на пчеларник спремен за одредена активност што треба да правите, а тоа бара многу труд. Дури и самата активност, центрифугирање на медот бара многу физичка работа. Тие кошници по 40-50 кг ги кревате само со прстите, тоа е навистина тешка, има котрпна физичка работа. Меѓутоа, сето тоа е убаво. Тоа е дар од природата и пчеларите ние имаме една врска. Медот не треба ние да измислуваме ништо, само да го преточиме во како пчелите што ќе собира, само да оставиме во тегла. Меѓутоа, сите други подготвителни работи, тоа е нашата врска како пчеларство. И посебно што треба да ги насочуваме пчелите во работата. Ние имаме тука една чинија, па можеби малку да демонстрираме како изгледа тоа и восокот. Јас ќе земам чинијата. Имаме една пчела тука. Ова е изработка од самите пчели. Па да, тоа е случајно имав останато мед со восаќе и го ставив на пчелното семејство. Бидејќи јас сум органски пчелар и реков храна нека се добијат малку медче, меѓутоа ова беше пролета, се изненадив кога отворив и гледам медот изеден, пчелите направиле еден убав лавиринт со своите како умешности, они знаат да бидат добри градители и мене ми се допадна како во некоја пештера, направиле баш убаво. Тоа е, ништо не сум додал, ништо не сум помогнал на пчелите, тоа сами го направија. Дали тоа значи дека ако ова би била во восок и нормално тука би имало мед во овие дупките? Да, бидејќи беше пролет, инаку ако ставиме сега иста чинија да ја вратиме назад, во периодот сега кога ќе имаме обилна паша, тие ќе си наполнат тие ќели со мед и ќе ги запечатат. Да, и после тоа вие ќе треба да може отворите. Да го користите, да. И тоа треба да се изеде бидејќи медот во саќе не стои долго поради тоа што восокот знае некогаш на сонце да се стопи, да кристализира медот внатре во самите ќели, меѓутоа не губи на квалитет. Само така или ако вака го ставиме, тоа не може да стои бидејќи восоковиот молец после одреден период ќе почне да го гризе восокот. Значи, но за сите тоа е чисто 100% восок од пчелите. За сите тие што никогаш немаат видено како изгледа восокот пред да се полни со мед, вака нешто би изгледало. Па тоа се само рамки, рамки, тука се некои лавиринти, тука нешто како уметничко дело на пчелите, инаку тие се рамни плочи кои ги ставаме ние. Да. Кога спомнавте ова пролет,
Кажете ни колку е зависно работата на пчелите и пчеларството со временските кондиции? Секоја година е посебна за себе. И јас сум долго во пчеларството и сакам да направам една анализа и да се утешам, нели, бидејќи ние сме фармерите, земјоделците, пчеларите, сите врзани со временските услови. И тука баш многу не може да влијаеме. Јас забележав дека постои еден процес во пчеларството. Тој процес се повторува на секои 5 или 10 години. Имавме ние еден проект 2016 година со Фармахен и швајцарската амбасада и тогаш истите 2016 година кога почнувавме, сега 2026 имавме слични временски услови. Тоа значи дека тој циклус се повторува. Меѓутоа сега имаме друг проблем, а проблемот е во тоа што сега имаме не климатски промени, туку имаме климатски шокови. А тие климатски шокови влијаат многу во пчеларството, влијаат на здравјето на луѓето и ние сите треба да бидеме многу прилагодливи и да водиме сметка и за обликувањето, за топлината, за чување на енергијата. Истото тоа го прават и пчелите. Пчелите, колку и да имаше храна, преку зимото имаше доста. Јас оставив резерви есента, доста количини на мед. Меѓутоа сега овие големи климатски шокови, пчелите мора да одржат топлината, бидејќи пчелното семејство е доста развиено и тие за енергија трошат само храна. Значи го трошат медот. Медот ти дава енергија. И затоа ова година може ќе ни доцни малку медот, ама се надевам дека топлите денови ќе дојдат и пчелите ќе успеат да си обезбедат доволно резерви и за нив и за нас. Рековте ќе досни малку медот. Како се опишува циклусот? Како се одвива работата на пчелите во зима, есен, пролет и лето? Пчелите кај нив најголемиот активност е во пролетниот период и во летниот. Или најклучни месеци за развој и ефектите во пчеларството се во април, мај и јуни. Тие се најклучни месеци каде пчеларот секојдневно мора да работи на пчеларникот и во подготовките за одење на пчеларник. Другите месеци се малку по-лабави, меѓутоа не се по-лабави за пчеларот, бидејќи пчеларот цело време има овраски околу подготовките во пчеларењето. Ако зимото тој го преспие, тогаш напролет ќе нема одеднаш да стави големи количини на рамки, големи ожичени и спремни воздушни основи на пчелите. Знаете, во последните години со временските прилики пчелните паши могат да бидат се многу краткотрајни. Значи може да бидат 7 до 10 дена. Пчелата ако е спремна, ако пчеларот ја добро подготвил, тие 10 дена пчелата собира мед и потоа пчеларот е задоволен и пчелите исто така. Али тоа го прават само добро развиени пчелни семејства и добро подготвен пчелар. Кои се најголемите предизвици на еден пчелар? Особено као вас што работи со производи и со големи семејства на пчели. Предизвиците се и објективни, и субјективни. Значи, субјективните се пчеларот треба прво да биде добро едуциран. А најпрво мора да го има зачинот љубов, да ги сака пчелите. Пчелар, ако не ги сака пчелите, јас знам кај мене доаѓаат, пошто ние државме доста обуки за пчеларство во Меден Исток, доаѓаат пчелари и прашат колку јас ќе добијам ако купам 10 пчелни семејства. Јас му реков, ништо нема да добиеш, затоа што ти можеш да бидеш банкар, а не можеш да бидеш пчелар. Пчеларството е врзано со љубов, со работа, во природата, со пчелите. Кога и да е, пчелата ќе ви врати. Таа знае некош и да се лути, ама знае и да врати. Овие би биле објективните и субјективните предизвици? Субјективните спаѓа исто така, рековме, добра едукација, потоа добро познавање на пчелните болести. Значи, пчелните болести пчеларот мора да ги знае, мора превентивно да делува, да спроведува биотехнички методи, да има свој план и календар на работа и да ги следи временските прогнози. Значи, тој мора тоа, треба 3 дена најмалку да следи временските прогнози, затоа што да не ми се случи кој мене што ми се вчера случи да
Морам млеж да вадам на дожд, морам да пресадувам ларви, морав да формирам роеви, бидејќи таков ми беше терминот. Затоа што мораше така да биде. И пчеларството не е секогаш како ние што сакаме. Значи морам да ги склопиме сите работи, затоа викам дека субјективните причини највише зависат од пчеларот и многу ние пчеларите меѓу себе знаеме да кажеме дека најголема болест на пчелите е пчеларот. Да, тоа е реално. А од другите фактори се знаете, временските услови, нелојалната конкуренција, фалсификувањето на медот, лошата едукација во општеството за пчелите и за пчеларството. Сето тоа влијае да ние во Македонија имаме многу низок потрошувачка на квалитетен мед. А имаме квалитетен мед од светски ранг во Македонија. Пред малце ни рековте дека ние во Македонија имаме квалитетен мед. Тоа е точно и на секаде може да најдеме квалитетен мед? Или зависи од пчеларот? Знаете, тоа е многу тешко прашање да ви кажам. Лично секој, јас мислам, мој да појдовна точка во животот и во професијата е да бидеш професионалец 100%. Ако си таков, ако сме сите така во Македонија, ние ќе бидеме Швейцарија. Значи, тоа е реалноста. Јас за себе можам да гарантирам. Меѓутоа, така треба секој да има пристап. И во секоја област, не само во пчеларството, треба и вие, и секој, и трговците треба да бидат коректни. И оните продаваат се и се што ма треба да напишат од каде е потеклото, што содржи, да нема тие маркетиншки трикови. Значи, секој ако биде професионалец и граѓаните да бидат добро информирани, тогаш нема потреба да се плашиме и за медот и за се. Јас сум органски сертифициран пчелар и мислам дека иднината во производството во Македонија, во земјоделскиот сектор, е баш да бидат сите што може повеќе органски, да се свртат кон органското, бидејќи има разлика. Која е разликата? Разликата меѓу органското и тоа исто како и неорганското, односно конвенционалното пчеларење, е во квалитетот на самиот производ. Ако земете да носите на анализа во медот што е органски, тој се разликува од другиот, бидејќи пчелните семејства во текот на својот развој имаат доста се болести, они се многу осетливи. Конвенционалните пчелари користат методи со хемиски средства, го тргаат најважната болест, тоа е вароа деструктор, односно крлеш кој се запива на пчелата и тој физички да биде тргнат, тие употребуваат потешки хемиски средства кои помагаат моментално, меѓутоа долгорочно не е така. Се ствара резистентност на тие средства, како и при секои лекови што се користат кои прекомерна употреба, а додека органското производство има друг пристап. Се користат биотехнички методи, се користат органски киселини кои помагаат за да тие исто болести се санираат. Јас исто пред да почнем на органскиот начин, ја исто се сомневав дали тоа ќе биде толку ефикасно, толку добро, меѓутоа сега никогаш повеќе не би се вратил на конвенционалното. Никогаш повеќе. Ние имавме исто и обука во Меден Исток, три циклуси на обука, каде пчеларите ги обучувавме на одржлив начин на пчеларење, без употреба на хемиски средства. Тие сите хемиски средства не се добри да се најдат во резидуи, остават во медот и во пчелните производи. Сето тоа може да влијае. Еве, јас знам, например, има луѓе кои ми дојат ми викат јас сум алергична на мед. И јас викам, може да си алергична на некоја состојка од медот која не сакајќи дошла во медот. Да. Ретки се тие што се алергични на мед. Не, јас кој јадам мед, мене ми е така вака, ајде викам пробај од мојот мед, органски мед и дадов и вика веќе не сум. Значи, тоа ви исто така и со другите производи. Исто ви исто со доматите, и со краставиците, и со црешите, и со секој производ. Нешто од страв се прави, па не се води сметка во третирањето и тоа остава резидуи во самите производи.
И друга работа околу органското пчеларење е тоа што, например, ние восокот, што пчелите го градат, ние го враќаме пак на нив. Тој истиот восок. Значи, не купуваме восок од Аргентина, кој е пластика или од Кина, или не знам од кај го се увезуваат, бидејќи тој самиот мед кога ќе го јадете, не е исти вкусот. Не е исти вкусот кога го јадете од медот од восокот кој сами го изградиле со своите восочни жлезди. И овој да го гризате и да го џвакате, тој како мастика, тој е убав, нема никакви проблеми. А сега замислите да џвакате некој си пластика таму произведена во индустрија. Сето тоа има влијание на органското производство и на самиот вкус на медот. Сето тоа остава резидуи внатре. Дали најважно за органското да ви кажам, најважно за органското е што ние сме контролирани од органи, сертифициoni тела за органско пчеларење, кои доаѓаат кај мене во секој момент, они може да земат било кој мед и го носат на анализа, и на таа анализа мора да има сите параметри кои одговарат на органското производство, и посебно се носи на анализа на амитрази, а тоа се средства кои се користат за убивање на варовата на крлежот во пчелните семејства, ни тоа не го користиме и на тој начин добиваме сертификат. Значи, ние сме органските производители се најконтролиран дел од производството во земјоделскиот сектор. И што повеќе треба да имаме. А мислам дека јас, продавајќи мед и по сајми, и по ваму таму, кај што одам, луѓето не се доволно едуцирани што е органско. Значи, треба повеќе едукација, а треба и повеќе да се, како да кажем, помош од државата во тој правец. Како граѓаните би можеле да бидат сигурни дека медот што го купуваат е добар мед, квалитетен или пак и органски, а нема шекер внатре и можеби други елементи, бидејќи гледаме дека цените на мед веќе имаат стасано плафон. Значи вака, да, тоа прашање секој новинар го поставува, тоа знам и секој граѓанин го поставува во Македонија. Јас ќе ви кажам дека најсигурна анализа е анализата лабораториска. А за луѓето кои сакат да знаат дали консумират чист мед, само со вкус на око, има некои прилични методи за кои во друга прилика би збореле, значи како да проверите медот, но тоа не е се 100%. 100% е лабораториската анализа. Јас викам многу пати, ако ви е медот скап, земете пола кило, не земете кило, али земете да знаете дека јадете. Што е вредноста на медот? Ако прашате било кој нутриционист, што добро едуциран нутриционист, тој ќе ви каже дека само 4 производи имаат живи ензими во нив. Тоа се мајчиното млеко, домашните јајца, медот и никлуците од растенијата, од пченицата. Само тие имат живи ензими, а тие живи ензими се храна на клетките на човекот. Без тоа човекот не може он ќе се храни и ќе живее, ама еден ден ќе почне да се разболува. Значи, сето тоа го одржува. Јас ги гледам луѓето кои конзумираат мед, какви се. Во по самиот лик, по самата енергија се познаваат колку се подобри од тие што не конзумираат мед. И јас многу пати кажам, треба да имате доверба кон пчеларот и да се взимате од пчелар, бидејќи тоа е многу важно. На тој начин го помагате и домашната економија. А медот и маслиното масло се најфалсификувани производи во светот, тоа го знаеме, нели, поради нивната цена. Кај нас медот уште стои на стара цена, ние сме некако така сентиментални и према муштери, и према граѓани. Меѓутоа, јас ако бев на прошетка во Европа, видов дека таму веќе 1 килограм мед органски е 50 евра. Значи, ние уште стоиме со овие тешки времиња и се надевам дека таа криза нема да трае долго со нафтата и дека, али ако бидеме принудени ќе ја качиме цената. Имаме многу производи, нашите маси мислам дека никогаш не биле пополни од денеска. Може ли да ни кажете што ни имате донесено денеска? Ќе почнеме од медот, па потоа до сите производи други. Имам тука мед и кристализиран, вака треба кристализиран мед, тоа истиот мед, само јас го
ова е цветен, ливадски мед, ова е кристализиран. Бојата на медот понекогаш гледаме потемна боја, поотворена боја, игра улога на квалитетот или не? Зависи... Не, бојата не игра никаква улога на квалитетот, зависи од самата паша што има во природата. Значи, секоја година медот не е 100% ист. На исти пчеларник, едно пчелно семејство оди лево, оди тамо 5-6 км, 2 км, не е битно колку, и собира други билки. На другиот крај од пчеларникот таа пчелна кошница оди на друго место, пчелите се обираат и на крајот ние го ставиме нели во центрифугата и добиеме еден мед. И многу пати јас и кажувам на моите клиенти, муштери, дека мене не ме наоѓате мана, зошто ова тегла не е како претходната. Затоа што јас имам 6 различни пчеларници, по 2 пати ако даде Господ во годината вадиме мед, тоа се 12 врсти на мед и тоа што има пчелата, јас тоа ви давам. Нити додавам нешто, нити повеќе. Може да додам во овие мешавини што ги правам, ама тука додавам на пример мелени шипинки планински, органски, ги мелам и правам еден така убав производ за имунитетот, за богат со С витамин, подобро него да јадете било какви или пак апчиња да се пие. Апчиња, мислам не сакам да зборувам за тоа, бидејќи има разлика меѓу активни витамини и мртви витамини. Имаме нешто таму со фолија. И матично млеко, матични млеч, да ни кажете малце повеќе. Јас ги за тоа сум презафатен, бидејќи сите производи што ги дава пчелата, јас се трудам да ги добивам од пчеларството. Тука има матичен млеч во фолија, е ставено поради инфрацрвените зраци на сонцето, може да го оштети млечот. Само за тоа е фолијата, не е за друго ништо. Инаку медот е кристализиран, ставен е внатре матичен млеч, перга, прополис и медот и сето тоа е направена на мешевина и добра е за имунитет. Имунитетот е најважен на организмот и може да се користи од 2 години до 72, до 102, не е битно. И е многу добра за енергија на човекот. А тоа е пергата што ја спомнав, еве ова. Пергата е фактички поленов прав, кој пчелите го собираат од цвеќињата, од цветот, го носат на влезот и ако на влезот вие ставите собирач на поленот, тогаш ќе добиете полен. Меѓутоа, јас не сум многу љубител на поленот, повеќе сум љубител на пергата и мислам дека е поради квалитетот тоа. Пергата, поленот влегува во пчелното семејство, пчелата го носи на нозите, товарена нели пчелката, и го дава на другите своји пчелки таму. Они друга трета го става во ќелијата, во една ваква ќелија, и таму доаѓа четврта пчелка и го набива со главата поленот и така прави повеќе слоеви. И таа перга служи во зимото, кога пчелата е надвор снег, нели кога нема излегување многу надвор, нема летови надвор, таа со помош на ова матицата и пчелките се хранат. Ова перга служи и за кога се ствара млечот. Се хранат пчелите со перга, за да можат да произведуваат млеч, за да лачат млеч. Они имат жлезди кои лачат млеч. Тоа го прават младите пчелки. Тама во пчелното семејство сите функции се поделени меѓу себе. Значи, ние можеме да учиме само од пчелното семејство како организација. Добро организирана фирма, добро организирана институција, само треба да ги преслика работите на пчелите во пчелното семејство. Интересно да се каже, например, дека кај нас има машки и женски род, кај нив има женски род е матицата, и тоа е мајка на пчелното семејство. Мажи се трутовите и има пчели работнички. Пчелите работнички не се оплодуваат, тие само служат за собирање на мед и за работа во пчелното семејство. Така е кај нив хиерархијата поделена. Рековте многу добро организирани и хиерархијата и мислам дека подобро организиран
семејство, мислам дека немаме во општеството и кај другите. Многу синхронизирано оди све. Па, пчелите, јас, со години, например, не само што одам на пчеларникот да работам физички, јас се трудам да влезам во таа суштината нивна на организацијата и во правост. И многу пати се прашувам и зошто не се касаат, зошто се вакви, зошто, значи, они имат многу висока вибрација. И знаат точно, например, и кога касаат, не ве касаат без веза. Значи, тие знаат, например, многу пати мене ќе ме касне, баш ме каснала на раката што ме боли. Тоа јас така почетокот него сваќав, но со тек на времето сватив дека точно тамо кај што те боли пчелата те касне, затоа што она не трпи негативна енергија. И некои експерименти што има во последно време правено, дека иако ставите на кај што има подземна вода, бидејќи таа подземна вода сите знаеме, нели, по радиостезијата, дека таа зрачи негативни енергии и тоа пчелно семејство дава повеќе мед. Тоа јас сум го пробал и тоа е точно. Еви, некои пчелари може ќе ме критикуваат колеги, ама нека пробат, ќе видат. Значи, тоа се пчелата работи на енергија. Значи, она има страшно развиен осет. И она има два пара на очи. Внатре гледа со едните очи, а со другите надвор. Таа ги разликува боите подобро од нас. Она ја гледа ултравиолетовата боја, која ние не ја гледаме, и врз основа на таа ултравиолетова боја, кога е убаво времето, ако после врнежи, цветовите ја лача таа ултравиолетова боја, она ја гледа и така оди кај цветот кој што дава, ветува дека ќе има таму принос на мед, односно нектар. Не само вредни, интелигентни истовремено. Да, они се многу интелигентни. Да, меѓутоа тоа се инсекти. Да. Инсекти добро организирани, меѓутоа они имат нешто, например, посебно со касањето кога ќе збориме за тоа. Зошто пчелата те каса кога знае дека ќе умре? Значи, она има повеќе вредности развиено, бидејќи она сака да обстане. Не е обстанокот пред се, многу важен. Не е само финалниот момент. Да, не е она себишна. Све убаво, све супер е во пчеларството и кај пчелите, тие се добро организирани, но ако излегуваме малце од нивната организација во нашите институции, колку пчеларите добиваат од државата, дали тоа ќе бидат, не знам, фондови или пак помош во некој начин, дали навистина пчеларите може да опстојат тука само со продавањето на медот? Па, убаво е прашањето. Пчеларството е стварно сектор многу важен. Ја мислам дека едукацијата е најважна во пчеларството. Ние во Меден Исток имавме едукации за пчелари почетници и јас се радувам што сите тие пчелари почетници после завршената обука кај нас, тоа беше сертифицирана обука, значи може и со таа диплома што добиваат кај нас да работат и во Европа. Признаено од Министерството за образование и наука. И сите се самостојни. Јас ја кажав мојата мака на почетокот и добро е да се има помош. И добро да се едукациите поддржуваат, не само во пчеларството, да се разбереме. Едукација треба и за земјоделците и за тој што произведува домоти, да не ги прска тамо на секој 5 дена, да не труе. Значи треба да се има поддршки во едукацијата на сите во земјоделскиот сектор. Тоа е моје мислење. Околу другите директни поддршки во пчеларството, ние сме задоволни. До 2006 година немаше никакви поддршки, подкрепи за пчеларството. Од 2006 година тогашната влада го стави пчеларството за директни субвенции и од тогаш добиваме субвенции по пчелно семејство, по презимено пчелно семејство. До сега сме задоволни и исплатите идат, нели, некој што закаснување, некој што редовно, меѓутоа јас мислам, и тоа е апел од сите пчелари, е дека и сите земјоделци, бидејќи сум од Националната федерација на фармери,
сакам да кажам дека треба да се направи еден календар на исплата на субвенциите и тој календар да се почитува. Знаете, кога парите ги и колку и да се, кога ги добиете, кога ви се најпотребни, тогаш ефектот е 3 пати, 4 пати поголем отколку да ги добиете со закаснување. Вие можеби ќе сте се развили многу подобро ако ги добиете средствата баш кога треба. И за тоа мене апел по тие прашања околу институциите. И мислам реално и за земјоделскиот сектор, еве си дозволам да кажам дека во Македонија без директни субвенции многу голем дел од земјоделците не може да обстанат. Бидејќи имаме страшно големи осцилации во пазарот, во климатските промени. Сето тоа мора некако да биде балансирано и субвенционирано. Инаку без тоа многу ќе падне нашето земјоделство во Македонија, а гледаме дека младите не се баш многу радосни и не гледат некоја екзистенција, па нити убавина во земјоделството. Дали имате случаи каде што можеби дали вашите деца или пак некои млади би сакале да го продолжи оваа работа ваша? Па лично за мојата фамилија, син ми толку дојде во Скопје да живее, ми вика дека јас многу се мачам и не сака тој таква мака да тегли. И сите млади вика гледат на полесен начин да најдат својата екзистенција. Ќерката исто така имам некоја мала локална алергија на пчелите и подобро да не работи со пчелите и мене ми останува со Даниела, да ние сами двајцата одиме на пчеларникот и го тераме пчеларството дека можеме. Инаку тоа е точно дека тоа е многу тешка работа, зависиш од временските услови, природата, сето тоа не е секогаш исплатливо. И некоја година ќе имаме добар принос и јас велам секогаш треба да се направи анализа петогодишна. За 5 години да направиш просек, тогаш може да збориме за просек во земјоделскиот сектор. А тука за среќа кај нас не е така, меѓутоа во другите гранки во земјоделството, ако има добар принос, има многу домоти, многу зелка, многу грозје и ајде откупувачите веќе прават калкулации, а до година се случи некоја непогода, град или било што, суша, и луѓето трпат тие производителите за леп. Тоа е затоа што ние немаме петогодишна стратегија, анализа во земјоделскиот сектор. Ако се родило оваа година, плати им го како што плаќа секоја година, а не да ги понижуваш, да ги спушташ цените многу ниско и да луѓето дојдат во една ситуација да полека се откажуваат, а младите наследници го гледаат тоа и ја гледаат таа нервоза во земјоделскиот сектор и за тоа не се заинтересирани. Тоа е така. Значи државата треба да има добар механизам. Значи тие заштитни цени, договорни производства, договорни откупни цени кои мора да и кај нас исто во пчеларството тие што например јас се мачам за тоа што одам по саеми, се борам сам за маркетингот, меѓутоа има пчелари кои му е дополнителна дејност тоа, извади го медот, не се занимава со ништо друго, ништо не произведува и сака да му го откупат медот, меѓутоа не по понижувачка цена. Кажавте дека како дел од фармирите земјоделството кај нас не е толку колку што би требало да биде развиено и помагнато од институциите. Ние сме при крај, би сакала да ве прашам кои се омилените производи ваши, тука што ги имаме. Медот нормално е прв, но после него. Значи, пергата е многу важна. Пергата е многу важна. Затоа што содржи сите спектар на сите Б витамини. Го содржи и витаминот Р, што помага за редо витамин што се наоѓа во производите. Тој е фактички за регенерирање на клетките, исто како што прави и млечот. Луѓе кои имат се болни и превентивно, а посебно тие што се посериозни болни,
за да го подобрат својот имунитет, јас им препорачувам да користат перга. Мешана со мед и соматичен млеч, или само перга, може и чисто да се зема по некој зрнце, по 5 зрнца да ги стопите во уста. Вие тој ден, да не јадете ништо друго, вие сте ги добиле сите ензими и сите витамини што треба за тој ден. Толку е добра пергата. Ако земете уште и млеч, веќе тоа е многу добар ефект. Значи, млечот, пергата, медот и поред сите други производи. Јас, кога станав пчелар, реков ќе се занимавам професионално колку можам, за да можам да видам тока ќе оди мојата креација во пчеларството и да бидам поштен во таа работа и се што јас продавам, јас сето сум го експериментирал на себе. И овие креми што ги правам, тие со години ги правам. Луѓето се задоволни, цените не се високи, како едно кафе да се напиете. Меѓутоа, сето тоа е добро, јас сакам луѓето да добиваат квалитетни производи во Македонија. И сме били надворно во Македонија, нашиот мед во Меден исток, може да кажам, секаде кај што сме носили на анализи и на надпревар, секој сме добивали златен медал за квалитет на медот. Дури во Словенија добив исто златен медал, кој тогашната министерка ми го врати. И доста добар квалитет на македонскиот мед, сакам да кажам, во светот. И бидејќи ние имаме таква поднебје, за наша среќа што сме планинско ридаста држава со убави полиња, и сето тоа допринесува, само што ние треба да работиме малку повеќе на тој план. Ништо не е подобар медот што има приказна манука или најскап мед, знаете, во Турција. Мислам дека 1 кило околу 1000 и нешто евра. И тоа е сличен на нашиот мед што го имаме ние од Чалија, викате вие во Скопје, ние викаме во Кочани драка. Тоа е еден трн кој е специфичен на овие простори и го има доста во Македонија и дава еден прекрасен јубав мед. Значи, кој сака да најде добар мед, може и тука во Македонија да имаме добри производи. Јас ви благодарам многу за присуството тука во емисија и се надевам дека луѓето ќе почнат повеќе да консумираат и мед и медни производи. Ви благодарам на поканата. Јас мислам дека убаво ги насочив гледачите дека секојаш треба да гледаме на квалитетот што го јадеме и внесуваме во устата. Некто им билиме да емисиони предите не сотме, де па тијатар че билем таким несар на потните на орар.